Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојавте. Пред некој ден прочитав едно писмо. Писмото е тука. Писмото од еден загрижен родител, гледач, следач мој и така натаму и така натаму. Писмото беше адресирано до господинот министер за образование на наука Арбер Адеми. Ова писмо беше доста интересно и мене ми беше повод да го поканам авторот на ова писмо и човекот кој го напише и го упати ова писмо, затоа што за мене е една нова и работа која сметам дека заслужува внимание. По тој повод го поканив Ѓорѓе Ивановски, кој е вечерва во студиото со нас, авторот на ова писмо. Господин Ивановски, добро вечер, добре дојавте. Добро вечер, добро ве најдов и добро вечер на вашите гледачи. Благодарам за можноста да вака да поразговараме на оваа тема, да отвориме и да се обидеме на некој начин да помогнеме да се реши позитивно. Многу пријатно изненадување кога човек кој не е медиумска личност и си општествено јавна личност, сте вака лежерни и шармантни, прекрасно и се надевам дека ќе имаме интересен разговор, иако темата не е баш весела. Кажете ми, пред да го прочитаме повторно писмото, што ве инспирираше и што се случува и да го објасним? Или сакате да го прочитам, па да го образложуваме? Па јас мислам дека подобро прво да го прочитате, пошто таму се фатени повеќе аспекти и на тој начин можеби ќе ги заинтригираме и вашите гледачи да се јават, да дадат своји сугестии или не знам како ви е концептот на емисијата, меѓутоа се опфатени голем број на засегнати страни. Концептот на емисијата ќе зависи од вас. Благодарам. За разлика од другите телевизии кои се концептуираат, ја едва и чекам некој да ме режира. Малце ви побегнав на страна, се извинувам заради кадарот, но тоа е заради горната камера. Отворено писмо до господин министер за образование и наука Арбер Адеми. Господине министер, апелирам, ве молам од свое име и име на стотици засегнати матуранти и родители да направите отстапка и да ја примените праксата од минатата година да овозможите на матурантите со положена училишна матура да конкурираат за упис на државните универзитети. Се работи за стотици матуранти кои од најразлични причини ја положиле училишната матура, деца со атипичен развој, хендикепирани деца, деца со најразлични состојби и синдроми, ретки болести, деца кои минатата година можеле да се запишат на државните факултети. Се работи за родители кои вложиле огромни напори да ги оспособат нивните деца да го најдат своето место во општеството. Апелирам на хуманата нишка која треба да има овој гест на човечноста која треба да ја покажеме према сите деца. Никој не може да знае дали тие ќе ги реализираат своите желби, но не може да го уништиме нивниот сон и да не им дадеме можност за тоа. Во овој случај не смееме да се држиме круто до словото на законот. Тој постои за сите, но мора да го поседува и хуманиот аспект на инклузија за сите за кои се бориме. Еве начин тоа да го докажеме. Овој гест не штети на никого и не изискува трошоци. Нека тие матуранти со положена државна матура добијат повеќе поени при уписот, на онака некои факултети имаат проблем да исполнат квотата за упис. Се работи за матуранти кои имаат исклучителни способности во определени области во науката. Зошто да ги отфрлиме? Овозможете со еден гест на добра волја да се реализираат како личности, да ги докажат своите квалитети пред целото општество, да дадат допринос кон нас и кон државата. Дозволете да се остварат нивните соништа, да се оправдаат напорите на нивните родители, напорите на наставниците, професорите низ сите години, на процесот на образованието. Обезбедете можност за инклузија, обезбедете им ја и днината овде. Повикувам да ја покажете вашата хуманост на образовниот систем на општество. Однапред благодарам, со почит Ѓорѓе Ивановски и вашиот контакт. Ајде сега да идеме точка по точка, вака да образложиме. По ова, предпоставувам дека министерот и вие добро сте запознати. Што е во суштина работава? Суштината е што оваа година министерот со допис што е пратен до државните универзитети 3 дена пред да искочи конкурсот, можноста да се конкурира на државните универзитети, одлучува да се примени законот кој е донесен мај 2018 година и да се почитува. Значи, тој закон што е донесен не беше почитуван минатата година. Во минатата година учениците со училишна матура можеа да се запишат на факултетите. И во приватните, и во државните факултети. Јас бев информиран
за целата оваа состојба на време, пошто во средното приватно училиште кај што учеше син ми, они во декември месец треба да достават список на ученици кој каква матура ќе полага. И јас од тие причини пред тоа бев во Министерството за образование, таму ме препратија во инспекторатот за полагање на државна матура да ми дадат поконкретни одговори. Инспекторите, можам да кажам дека ми искочија во сусрет, нели, и сакаа да помогнат. И они ми го дадоа законот и условите под кои моето дете би можело да полага државна матура. Значи таму има во некои ставки кај што е предвидена пратња, да речам, се извинувам ако малку погрешно се изразам. Србизми користите, ворете. Ве разбирам. Во кој случај може и за кој случај се однесува они да дадат поддршка. Значи таму имаше наведено случај, на пример, ако детето има проблем во однос на читање, со слухот, со говорот, ако му треба поддршка за работа на компјутер и така. Значи имаше 4-5 ставки во кои јас не можев да најдам помош за моето дете, да речем. Тогаш јас им предложив на нив дали може професори што го следеле него тие 4 години да присуствуваат заедно со тестаторот за да му сугерираат како полесно да го реши тестот за државна матура. Значи тоа отпадна пошто не било предвидено со закон. Потоа побарав дали може јас со тестаторот 24 часа пред тој или 2-3 сата, не е битно, половина час да бидам со него за да го насочам во кој правец да може да му помогне во решавањето, значи не да му го реши тестот. Значи само да му сугерира како да го реши. И тоа не е таа разлика. опција, пошто ми рекол инспекторатот, и тоа не може да го дозволиме. И јас се одлучив да иде синот на училишна матура, пошто имав сознание дека претходната година тие ученици немале никаков проблем да се запишат на државниот универзитет. Ај сега малце да појасниме. Кои се тие ученици? Значи, кој ќе речам тие ученици, зборам за сите ученици што положиле училишна матура. Значи, не зборам само за оние деца што имаат хендикеп, разни атипично однесување, синдроми, аутизам и така натаму. Тоа зборам и за сите ученици што се решиле да полагаат службена матура од причина дека можеби им се видела полесна, или можеби имали исти сознание дека и минатата година... Не ми е јасно мене сега, што е разликата помеѓу државна матура и училишна матура и што од тоа зависи за упис во училиште? Е така, значи... Извинете што сум неинформиран. Законот за високо образование ги прави дистинкција помеѓу овие две матури. Кога ќе положите вие училишна матура, тоа претпоставува дека вие сте завршиле со вашето образование. Средно. Да, и дека немате намера да се запишете на факултет. А така? Да. Тоа значи. А државната матура ви овозможува да се упишете на сите факултети. Приватните училишта минатата година, факултети ги примаа без проблем. И државниот универзитет ги примаше без проблем минатата година. Само 3 дена пред да почне уписот на студентите, донесена е наредба од министерот тие студенти да се одбијат. Значи, кои се тие студенти? Сите што положили училишна матура. Сите. Апсолутно сите. Ме разбирате? Тие што решиле... Значи, не збориме овде кога некој сега за специјални потреби, туку сите. Не. Колку по ваше сознание се офатени? Па, мислам дека се околу 400-500 што конкурирале на државните универзитети во цела Македонија. Јас сум џаш. И во училиш, и во приватните универзитети. Јас сум јавна личност, чи мобилен телефон е јавно достапен секому. 075-339955. Имам 2 профила на Facebook, имам на Twitter. Значи, достапност, имам мејл, jadebурek@gmail. Значи, буквално, Јордан Мијалков број 30 и адресата на сите сум ја дал со сите ризици. Значи, пристапноста до мене е абнормално голема. Зошто ја прв пат слушам за овој проблем од вас? Значи имаше реакции во... Зошто никој не се јави во емисија? Анонимно писмо, анонимно јав. Не мора кај мене, на било кој друг, на некоја страница нешто, па да ми се испрати некој линк, да видам, да се запознам. Ја овде сега седам се гледам, гледам и се чудам што е работава.
Има реакции од студентите во Штип, таму се 5-60 души, јас имам контакт со нив. Добро. Имам реакции од невладени организации што имаат многобројно членство, што имаат проблем, например, со децата во однос на нивните проблеми со децата што ги имаат. Што на некој начин со ова се отфрлени. Значи, законот е многу крут во однос на ова што ви го кажа, дека не дозволува пратње од родител или на некој професор што може да го прати и да му сугерира. Еве, јас ќе ви кажам, мојот син кога полагаше екстерно образование, го решил тестот за 10 минути, професорите се чудеа, пошто им требало 40 минути компјутерот да ги прифати податоците од решениот тест, а времетраењето на екстерното испитување писмено, нели, траеше 3 часа. Значи, може да замисли, дека он за 10 минути го реши тоа. А што е поразличен вашиот син? Него му треба сугестија. Он има едноставно асиметричен развој. Што значи тоа? Па не може, потешко се вклопува во средината, да речем. Тоа е наједноставно да разберат и вашите гледачи. Но, значи има проблем со комуникација со луѓе, неќе многу да комуницира. Јас се извинувам, можеби као родител е болно тене и ќе се извинувам, ќе бидам крајно отвор. Да. Значи, не збориме за аутизам, не збориме за ментална болест, едноставно асиметричен развој. Да. И тоа е како диагноза и тоа не е диагноза. Не е ни диагноза. Не е ни синдром. Не е ни синдром. Не. 8% од младата популација сега има асиметричен развој. Што значи тоа? Еве, не сум чул за овој. Па да речем, има проблеми со комуникацијата, со средината. Тоа се оние поинтровертни што ги викаме позатворени луѓе? Да, не само тоа. Например, он има определени области кај што може да се докаже феноменално. Он се описмени сам на 3 години, читаше и пишуваше латиница. Аха, значи, кај е подзатвор, неговиот ментален склоп е насочен на таа страна. А додека природниве науки, да речем математика, физика, му се послаби. Има фотографска моќ. Значи, има таква меморија. Да, има таква меморија. А кој му се послаби? Математика. Математика му е послаба, да речем. Веројатно него не интересира или не знам, едноставно ја нема таа жичка. Не можат сите луѓе да имаат, нели? Вие комуницирате, разговарате со него најнормално и така натаму. Сигурно, да. Он е 100% функционален, сам за себе може да се грижи. Да. Но потребно му е мало сугестија. Што значи тоа? Еве, например, го имам тестот и што вие треба да му направите? Што значи таа сугестија, ако може малку со... Еве, вака се, најпластично ќе ви објаснам. Ајде, ве молам. Таму има, например, кога се полага државна матура, има опција за есеј. Темата не е позната. Значи, општо, есеј да се напише на англиски јазик од 200 збора. И ово и вашиот син, ако нема конкретна насока... Да, ако пред тоа го нема он меморирано тој есеј, нема да го напише. Сакате да ми кажете дека нема креативна моќ да може да измислува, да фантазира... Нема само иницијативност, еве да речем. А може имагинарна ситуација да измисли да напише есеј за конкретна работа? Не сум сигурен во целост, али он тоа го потребува на друг, тој проблем го решава на друг начин, со фотографска меморија. Дајте му него 10 текста на англиски, да ги научи, он ќе ги научи. А дали може да импровизира? Во определена смисла може, до определен степен. Затоа ви кажам, тука му треба мало подбуцнување. Но такви луѓе се перфектни во природно-научни области, каде што се бара прецизност и точност и така натаму. Да, ние одбравме еден таков факултет, например. Кој? Па не би сакал во моментот да го кажам факултетот. Не мора факултетот, добро, областа. По областа е од општествените науки, многу интересна, сеопфатна, зафаќа дел од историјата, од потеклото, така е многу е широка и многу е хумана. Значи е свртена према луѓето. И сите професори што беа таму, што успеав, јас пред тоа се распрашував за целата ситуација и во однос дали би можело он сето тоа да го постигне, нели? На тој начин како што он знае, они рекоа дека нема да има апсолутно никаков проблем. Они ми дадоа огромна поддршка во тоа и беа задоволни што ете ќе има такво дете што нели што ќе биде инклузивен во целиот тој процес. Па нели нашето општество инсистираше, министерката за труд и социјала, инклузивност на сите деца, па и
оние со пречки во развој и со аутизам да бидат вклучени во наставниот процес и едноставно бидејќи, нели, кога такви деца се во средина со, да речеме, нормални, и тука доаѓа до некаков и еквилибриум. Не се чувствуваат отфрлени, не се... Мислам, тоа е идејата на едно општество. А сега, само заради тоа што завршиле училишна матура, они се на некој начин и дискриминирани. И со оние кои немаат развој, и со оние кои имаат асиметричен развој или некои пречки и така натаму. Значи, кога го носеле законот, јас вака викам, кога го носеле законот, нели отворено, сугестии се примаат ово и оно. Значи, треба да постојат 10 родители или 10 организации кога се креира законот и еден правник што сите тие нивни барања ќе ги артикулира, а не кај нас е обратно. Сега вие тоа го правите. Па сега тоа треба да дојде на собрание, па да се измени и така натаму и така натаму. Неги телефоните, само да им кажам на режија, нека ги стават телефоните, баш ме интересира, рековте дека стотици родители се засегнати од ова. Па да видиме дали некој ќе се вклучи, а јас и вие ќе го продолжиме разговорот и натаму, господин Ивановски. Ја не сум сигурен дека и следната година државната матура со овој закон ќе ја положи. Јас повторно истите пречки ќе ги имам, нема да ми обезбедат соодветна поддршка. Значи, не е само проблемот, туку... Проблем е во законот. Проблем е во законот да ви дозволат да го насочите во... Например, што треба да му кажете, ако е за есеј вие да му кажете? Значи, он треба... Има напиши есеј. Он треба да му раскаже убаво темата, да го потпраша малку, стимулација да му даде. Ме разбирате? Не. Не ме разбирате. Може би и ве разбирам, ама пластично, например, ако уште падне попластично за публиката. Ако падне тема, значи есен збора. Ме разбирате. Сега он ќе застане, нема ништо да напише. Ама ако го прашате каква е есента, какви бои има есента, што се случува во есента. Значи ти треба да му кажеш пишувај за боите на есента, каква е шумата, каква е реката и така натаму. А сепак креативниот дел, он ќе успее да го спои, да ги опише дрвата, да опише реките, да опише природата. Затоа ние одбравме таков факултет. Каков? Не. Факултетот што он сакаше да го запише, беше од хумана наука, кај што професорите имаат директна соработка со студентите. Како да ви кажам? Значи, овој закон е многу крут. Нема никаква хумана нишка. Никаква, сега да речем. Нема хумана нишка. Затоа јас го молев и министерот го молам, нели? И апелирам до него. Да ја примени праксата од минатата година. Да дозволи и оваа година сите овие ученици да се запишат на факултетите. А следната година, или да се направи дополна на тој закон, нешто да се измени, за да може да се овозможни целосна инклузија на сите. Добро, значи, проблем е оние што завршиле училишна матура да се запише. Каде е проблемот законски што не ви дозволува насочување на вакви деца? Нема, значи во моментот кога вие сте положили училишна матура, вие сте го завршиле вашето образование. Ако сакате да продолжите во државата со понатамошно образование, вие мора да положите државна матура. Следната година, преку 2 години, преку 5 години. А вие сте расположени да положите државна матура, но не ви дозволуваат да бидете вклучени у процесот за да му се помогне за насочување. Точно така. Дали тоа сега новиот закон го забранува да вие пристапите или да му се даде испомош? До сега може... Не знам како било во претходниот закон. Во овој закон што е сега на важност од мај месец 2018 предвидува 5 вида на помош, значи за деца што имаат проблем со слух, вид, дефектолог, логопед, од тој тип. И тука се завршува приказна. Ама знаете вие дека секој дете е приказна за себе. Значи со една одредба дека може родителот да стапи во контакт со тестаторот 24 часа пред. Значи има решение за тоа. Меѓутоа, за такво решение сега во моментов е касно. Единствено решение во моментов е министерот да дозволи примена на праксата од минатата година и да се запишат овие деца. Кога вие ова го... Чекај да видам датумот. Ова вие од 2.9.2019 година. Па јас чим дознав дека моето дете е одбиено од факултетот, јас
веднаш реагирав и ова писмо го пратив во повеќе телевизиски куќи, електронски медиуми. За жал најдов само една телевизиска куќа изрази желба да го пресретне проблемов и уште една телевизиска куќа имаше контакти со децата што беа во Штип. И тоа, верувате дека, знаете што, мора да бидеме единствени во ова. Значи, во овие деца, во сите Барате деца... солидарност во име на сите деца. Апсолутно. Не само деца Не. со атипичен или Не. аутизам или на кои Не. имаат проблем со ова, туку барате солидарност за сите деца. Апсолутно. Видете, овој гест не бара финансиски, не е финансиски трошок за државата. Тоа е едно. Второ, не се кратат правата на некој друг. Јас викам, еве, тие што положиле службена, нека добијат помалку поени при можноста на уписот. Нели? И тоа стои. Трето, нека конкурираат само намо кај што има слободно место. Меѓутоа, да забраните тотално да можат да се запишат на факултет, мислам дека не е едноставно хумано. Тоа е, значи, еве, ја ќе зборам за моето дете. Значи, во него е вложен огромен труд од наставниците, во основно образование, во средно образование, огромни напори. Огромни напори за да целта е наша како родители тие деца да ги успособиме сами да функционираат, нели? Да допринесат во општеството, а не... Според малово ехо кое го имаме еден пропуштен повик од 077, но не одговара. Ке пробам повторно, но од режија колку што можам да слушнам, имаме отворен телефон, некој на линија. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Ве пратам од почеток. Добро. Кои деца полагаат училишна матура, а кои полагаат државна? Дали од приватните средни училишта? Тие полагаат училишна матура и нив не ги примаат на факултет, тоа ме интересира. Не знам, ние не сме го стручни. Ова е родител на дете што има проблем. А имате ли вие, освен прашање, нешто констатација за целава тема? Ме интересира што заклучувате од ова и... Јанко, Да, повелете. не може да заклучам. Кои деца полагаат училишна матура, а кои државна Значи само матура? прашање. Веднаш ќе Добро, одговорам окей. на гледачот. Значи, во декември месец, сите училишта, и државните, и приватните средни училишта, се должни да пратат допис до Инспекторатот за полагање на државна матура, кои ученици ќе полагаат која матура. Значи, некои ученици, тие што ќе полагаат, зборам, ова значи важи и за приватните и за државните училишта. Имаат, например, 10 приватно некој училиште, 10 ученици ќе полагаат државна матура, 3 ученици ќе полагаат училишна матура. И они тој податок го праќаат во инспекторатот за инспекторатот да направи план, програма, кој каде ќе иде, колку ќе се полага од тој тип. Значи, функцијата, законот не прави разлика тука дека приватните училишта полагаат училишна матура. Тоа не е точно. И кај нив се полага државна матура. Секој дете треба да се изјасни буквално вака. Сакам да продолжам натаму, пријавете ме за државна матура. Не сакам понатаму да продолжам со образованието, дајте ми се пријавувам за училишна матура. Тоа е тоа. Ништо повеќе. Се надевам дека му објаснив на гледачот. А што мислите, зошто го постави на ова прашање? Ја не Па ми не јасно знам. што беше интенцијата негова, бидејќи така малце со Па блок беше. многумина, значи кои што не се сретнале директно со проблемот и не го знаат тоа. Значи не ги засегнало и не се информирани. Јас се информирав уште од ноември минатата година. Правев план на кој начин моето дете да продолжи со А образованието. зошто завршивте училишна матура? Па ви кажав, зашто не може да му пружат соодветна помош за државна матура. И ако паднеше државна матура, ќе немаше... Да заврши средно образование. Не, ти можеше после тоа службена училишно да полага, ќе се завршеше. Меѓутоа, јас имав сознание од факултетите, од државните факултети, дека минатата година ги примале со училишна матура. И приватните универзитети минатата година ги примале со училишна матура. Сега веќе не ги примаат. И приватните универзитети. Министерството ги бара нивните податоци на ревизија. Почитувани гледачи, емисијава нема да трае фул, ќе трае уште 15 на минути. Значи, ако имате нешто да се надополните на ова, бидејќи ова е загрижен родител,
дали имате и вие сличен проблем, бидејќи ми рековте дека во Штип има некоја ситуација, дека претпоставувате дека околу 500, ја не можам да бидам нели само бенди сам, ба дека сите ме гледаат, но се надевам дека не знам, барем ако нешто ваше мислење, дали човеков како родител, господинов Ѓорѓи Ивановски и сличните како него родители кои имаат, заслужуваат да поддршка за ова писмо и дали заслужуваат да биде да дадете солидарност за ова. Еве, тоа е моето прашање до вас и евентуално дали вие имате сличен ваков проблем и дали мислите дека е возможно. Секако, останува и отворена покана до сите ресорни министерства, министер, не знам, инспекторати и така натаму, луѓе инспектори кои сакаат да се вклучат. Мојата емисија е отворена. Човеков ме контактираше, затоа е тука во емисија, а отворена покана има секогаш и до секого и со задоволство ќе им остапам на сите оние кои сметаат дека треба. Не само за овој проблем, туку и за друго. Но, еве, ќе се обидам уште еднаш да видам гледачот кој се обиде на мојот телефон, бидејќи го кажав, 075 339955. Државните институции знам како ќе реагираат. Ние го применуваме словото на закон. Да, и точка. Ама и разбирливо и така треба. Во ред. Ама минатата година направиле оставка. Да. Добро вечер, сакавте да се вклучите во програма, ми звоневте, повелете. Се извину. Имам внука, учи средно, приватно. Дали они ќе полагаат државна матура или ова училишна? Значи, не, моето е... Која ќе одбере? Што ќе одберете вие? Треба она да одбере. Па, Ако рачуна да се запише на факултет, ќе полага државна. Така да. Како мора да продолжи. Да. Тоа ми беше и пријатка прашање. Се помислите, ме пак ми страх да ти кажам. Нема проблем, бе, не сум страшен јас. Приватно, кај се плаќаме. Добро? И ако таму полагат училишна матура, она не може да се запише на факултет после тоа. Може да бира која матура ќе ја полага. Сега, ама знаете што е проблем со човекот? Има дете со типичен развој, значи има и аутизам и така натаму. И сега им треба некој да е со нив. Сега, нашите деца, фала им на Господ, не им треба никаква помош сами. Но овдека треба. Но законот не им дозволува. Ете, има државна матура и не може да дојде, а и ако може, не се дозволува присуство на родител или некој кој би го следал од процесот, например, учител кој му бил или класен, да помогне во тој процес заради инклузија на таквите деца. А нели се боревме сите да ги внесеме. Нели, порано ги крие у подрум. Сега бараме сите да се оспособат за живот. И тоа е подобро за нив, нели? Он може да биде врвен научник во таа област. Па да ви кажам, искрено да ви кажам, еве, ние само тумачиме од она што знаеме, јас сум крајно неинформиран, господинот Ивановски ете кажа како е, а ја секако дека ако министерот или некој од министерството одлучи да гостува во емисијата и да ни каже овдека, добре дојдене, ќе му дадам максимално простор. Но, она што го дознавме е дека ние треба да одбереме, поточно децата, дал ке училишна матура, толку и ја научив. Дал сака да продолжи. И ќе заврши, а ако сака да продолжи, државна матура. Така е. Така. Така е. Епа, фала и на вас за објаснувањето. Лека ноќ и пријатно. Океј, режија, ако немаме никој на линија, имаме. Добро вечер, повелете. Добро вечер, се јавам од Ѓорче Петров. Поглас. Ја гледам емисијата од самиот четок. Повелете, говорете, ве слушаме. Јас вас не ве слушам, ама добро, ајде, еве те зборувам. Зборете. Значи, во нашата држава имаме луѓе со посебни потреби во својот животен век. И државата нив ги вклучува
прави инклузија нивна во основното и во средното образование. Дури имаме и асистенти во основното и во средното образование, кои што ќе им помогнат на тие млади луѓе, кои што со текот на времето нели ќе порастат, ќе направат 18 години, за да утре можат да се вклучат во животот и во живењето. Така е. И на тој начин државата си обезбедува помош за да таа своите обврски кон тие идни наши сограѓани утре да се вработат, да основаат семејство и да можат да живеат самостален живот. Овде се прави сега прекин. Нивното незапишување на факултет се губи една хумана димензија во развојот на тие луѓе. Па тие млади луѓе, доколку успеат да се завршат на факултет, да се запишат на факултет и покажат некаков резултат, па државата само корист може да има од тоа, не може зијан да има. Не само тоа, еден ден и ние како родители ќе бидеме и неспособни, ќе си заминеме од овој свет и ќе оставиме деца неспособни сами за себе да се грижат. Целава работа е и покрај тоа да на некој начин подобро ќе се оспособат низ целиот овој процес за себе да се грижат. А наместо државата да се грижи за нив. Напори тие деца да ги застанат на нозе. А можете да ги школуваат, да ги образуваат. А не ми кажете, еден Никола Тесла бил таква личност со малце атипичен развој, поинтровертен, кој не бил како сите деца, трчал по топки, женски ово, оно. Не, он имал фокусираност кон нешто. Значи, такви луѓе знаат да бидат гениалци затоа што... Те можат многу за општеството да допринесат. И една друга работа. Да, сите да тие, се доискаже само сите тие деца, ученици, што го имаат тој проблем, нивниот однос во текот на целиот нивни живот е многу похубан спрема околината и даваат поддршка на сите тие што имаат проблем околу нив. Значи, не вика словото на законот е тоа пријатно. Дали имате уште нешто да додадете, почитувам? Значи, тука ја гледаме и како се губи она хумана димензија на државата во односот кон своите граѓани кои што имаат специфични потреби животни и се разликуваат од другите. Ништо повеќе. Значи, можеме само да заклучиме дека законот е недефиниран, донесен е со добра намера, но очигледно дека има пропуштено детали кои би требало од многу аспекти, а пред се од хуман аспект и од инклузивноста за која декларативно се залагаат, да се коригира ова, да им се овозможи. Така. Се јавивте како човек кој има таков проблем или од солидарност? Имам и таков проблем, а и од солидарност. И имам таков проблем. Како се снаоѓате, да ве прашам? Ако сакате да зборите, ако не ви благодарам и за ова. Значи вака сега, имам брат кој што од некакви среќни околности остварува приход и може да живее. Така. Мислам дека таква можност другите ја немаат. Огромен товар се врз семејството и прашање е како утре тие ќе го продолжат својот живот кога ќе ги изгубат родителите заради смрт. Истото мојот пријател ми Поздравка. Да. Фала ви многу, секој е добро. Со Значи, Господ напред, да. ја што толку. Истото ми го вика. Јас само овој аспект Вика, го ништо споделив не се како плашам, тема. али вика, Иначе... што ќе правам, вика, која ќе умре. Што со него, кај ќе завршиш ти? Значи, многу комплексна е темата. Ова е Многу. само еден дел. Многу. А Ова е само еден дел. инклузивноста нивна ја зголемува шансата да се грижат сами за себе и тоа нема ништо подобро. И за нив како личности. Така е. Добро вечер за следниот гледач. Дали се слушаме? Режија не е... Добро. Ало, добро вечер. Ало, Добро вечер, повелете. добро вечер. Повелете, господјо. Вака сега, јас мислам дека Министерството за образование донесе еден закон што воопшто не е соодветен за школување. Ќе речите зашто? Затоа што системот за школување во високата школа е од 4 или 5 години. Така имаме факултети до 5 години. Требеше Министерството за образование овој закон, како што кажува господинот, во декември е донесен 18 година, да трае до 23-та.
затоа што имаме студенти еден цел тој период овој систем да си одеше постепено, а не одеднаш. Одеднаш им кажа на учениците, дали школиве средни на некого кажа мора, не мора, и самите деца и самите родители не знаат што да прават со децата. Ме разбирате ли? Да. Што сакам да кажа? Да. Законот на Министерство за образование, верувајте, учениците излегоа излажани едноставно, дали од страна на наставниците од средно, затоа што не добиле наводно на време допис од Министерство за образование. Како може да не добијат и на време да не ги информираат ни родители, ни деца? И сега што правиме со овие деца, каде што не е едно, тоа е, верувајте, пола деца што треба од целокупната. Еве, например, на медицинскиот факултет. Од 900 деца, дали се примени 400, кај се другите што конкурира? Имавме деца и што средно завршуваат во медицина, стрикно ќе ви кажам, физиотерапевт, завршил средно медицина, со 70 бода, одбиено детето. А ние за внукот конкурираме од економско училиште. Точно, поени немаше. Точно, јас не можам да кријам кога немаше поени 57. Соучилишна, затоа што не беше информирано добро економското училиште во Север Скопје. Верувајте, пола ученици, среднисти остана со училишна. И тие деца, прашувајќи, бидејќи тука живееме, прашувајќи, ни пола не се запиша. Што ќе ги правиме децава или државава сега што ќе прави со овие деца? Благодарам, господјо. Благодарам, господјо. Идеме со уште еден гледач, ова е последен за вечерва и со вас да финишираме разговорот. Помина 60 на минути. Брзо. Добро вечер. Добро вечер. Јанко, добро вечер и за гостинот во студиото. Добро вечер. Јас следам емисијата ваша од самиот почеток и сакам само кратко со оглед на тоа дека ја привршувате емисијата да напоменам нешто. Бидејќи напомнавте дека минатата година, предминатата, овој дел од законот не се почитувал од страна на високообразовните институции и дека сепак голем број од нив примале ученици да бидат запишани како нивни студенти. Јас ќе прашам само една работа, зошто сега министерот не направи некаква одстапка и не го испочитува она што било пракса во минатите години, од причина што рокот што им беше даден на учениците, тој писмен допис што бил доставен до високообразовните институции да не се примаат ученици со државна соучилишна матура, ги става во една незавидна ситуација средношколците. И тоа рековте пред 3 дена. 3 дена пред упис. Да беше тоа, да беше ова септември, лани или октомври, па ќе имавте време да се подготвите. На сите факултети ја кај што се распрашав, ќе ми го цитира, законот не може со училишна. Да, господјо, да искажете се. Матура без пардон. Вака сега се ставени во шахмат позиција и всушност се изиграни од институциите. Јас сум за тоа да се почитува законот, меѓутоа кој ќе биде земен на одговорност? Дали мислите дека е предоцна нешто да се преземе сега? Тој закон не вчера донесен. Господјо, дали мислите дека е предоцна? Има ли време да се коригира ова со некаков допис, со нешто? Што мислите вие? Не дали знаете? Па јас не можам да мислам, јас само посакувам ова да се реши, бидејќи малтене, како што читам по медиумите, станува збор за некои си 1000 студенти на територија на цела држава. Па срамота е државата да ги фрла и да ги турка децата кои што сакаат да се обидат барем да учат. Благодарам многу за јавувањето. Давам поддршка, ви благодарам што ме Благодарам вам за поддршката, сепак се работи за деца, за студенти, за нашата интелектуална иднина, за нашите интелектуалци идни на оваа земја. Да. Образложението на министерот беше дека имало преголем број на ученици што завршувале факултети и од тие причини ова начин било како да се направи една, ќе речеме отворена, дискриминација.
Ме разбирате. Што е проблем што завршуваат толку многу факултет? Па нема, на пример, занатските училишта, нема луѓе што познаваат занати во тој смисол, дека сите во држава сакаат да студираат. Значи, јас не викам дека... И што ако не студира, он ќе иде занат да работи? Значи, вака е. Ова, јас молам, само, значи, можност да се запише. Тоа не значи дека ќе го заврши факултетот. Они на друг начин можат да направат една сегрегација, кој е доволно способен завршува, кој не е доволен се откажува. Дигни ги критериумите. Значи, али можеби меѓу тие деца што вие сега ги одбивате имате некој научник, не може да знае. Ако они со ова образложение иделе, тешко дека ќе се реши ситуацијава. Тоа било образложение. Ама лошо е што сегрегацијата се врши врз вака деца со специјални потреби. Не само за деца, врсите деца. Ништо. Ја ви благодарам вам, ви благодарам и на вас гледачите. Ќе ми простите, бидејќи сум јас секоја вечер со различни теми. Не можам се да следам. Ви благодарам што ме информиравте, што значи сега имам малце повеќе сензор еден на таа страна и ве молам, можете слободно да ми помогнете, кого следем би викнал, повторно да направиме оваа емисија, или ако група на родители решите, па мислам дека тројца, четворица можам да ги седнам овдека во студиово, можеме и натаму да разговараме. Секако, творена покана и до Министерството за образование или било кој засегнат општествен фактор од институциите, добре дојдени сте во емисијата, со добра волја ве канам да поразговараме на оваа тема. Јас сум нестручен, но вие да им објасните на загрижените родители. Ви благодарам многу. Ви благодарам за гостувањето. Почитувани гледачи, тоа беше се во овој дел за разговорот од емисијата. Ќе одиме со кратка пауза, а сосема нешто друго ќе биде во вториот дел од емисијата. Видете.